Со експеримент за ДНК, ученици од штипската деветолетка Гоце Делчев освоија трето место на натпревар по биологија, географија, хемија и физика, што се одржа во Скопје. Прва задача им беше да издвојат ДНК од кромит. Една главица кромит се сечка, потоа се става во сад, се става сјај, потоа половина лажица сол, 2 лажици вода, се промешува, но не смее да се направи пена. Се остава 10 минути, по 10 минути повторно се промешува и се процедува тоа во друг сад. Потоа се додава алкохол, по можност медицински алкохол, и се остава 20 минути. По 20 минути може да се види ДНК како излегува на површината на алкохолот во вид на испреплетени нишки. Потоа штипските ученици направија прототип на ДНК од гумени бомбони. ДНК-та сложено нешто и наш децата не би не заинтересирало така лесно. И затоа ние избравме да направиме од гумени бомбони, со цел да усвртиме вниманието на децата и тие всушност од тоа ќе направиме и десерт и би ја научиле структурата на ДНК-та. Се случајно споени овие бои. Тоа се парови на бази, цитозинот секогаш оди со гуанинот и тиминот со аденинот, а нишките се составени од фосфорни соединенија и шеќерни детоксирибори. Конкуренцијата беше голема, а критериумите за оценување исклучително ригорозни. Отидовме со голем ентузијазам, но и страх, бидејќи тоа беа еминентни луѓе кои што го оценуваат целиот овој проект. Траеше 2 дена, исцрпувачки беше. Некаде, значи, првиот ден до 10 часот ноќта, а наредниот ден веќе почнавме со тестирање на децата на ПОМАФ. И не само награда за трето место експерименти по биологија, и трето место имаме, значи, на тестирањата за знаење, кои што беа опфатени од сите категории. Ова беше прво учество на штипските ученици на ваков натпревар и прво нивно искуство, па од тука и освоената награда е позначена. Во нивна чест, градоначалникот на Штип Илчо Захариев денес организираше прием.